Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме повеќе цитокини, но во кратки црти. И овие цитокини посредуваат во активноста на адаптивниот имун систем. И да започнеме. Значи прв на листава е лимфотоксин, на кратко бележен ЛТ. Овој цитокин е 30% хомологен со ТНФ кој се продуцира од страна на макрофагите и многу често лимфотоксинот се нарекува и ТНФ бета. Но ово е продуцирано од страна на активирани Т клетки. И може да го сретнеме во две форми. Може да имаме секретиран лимфотоксин, кој се нарекува лимфотоксин алфа, кој е изграден, односно е хомотример, изграден од 3 синџири. Или пак можеме да имаме мембрански лимфотоксин, кој се нарекува лимфотоксин бета, кој е составен од еден хомологен синџир, нели од тој секретираниот, плюс други два полипептиди кои се прикачени на него. И двата може да се поврзат со ТНФ рецептори, со различни видови на ТНФ рецептори, значи не се поврзуваат со истиот рецептор. Во ред. Главно действуваат да активираат ендотелни клетки и неутрофили, но действуваат локално. Значи ова е локален цитокин, бидејќи те клетките не може да продуцираат големо количество лимфотоксин. Значи ова не се макрофаги, така што најмногу на ТНФ алфа, така тој кој продуцира од макрофагите, но ТНФ бета действува значи локално зашто има ниска концентрација. Има забележано дека постои и функција од страна во лимфотоксин за развој на лимфоидните органи. Значи ова е забележано кај глувци, нокаут глувци кои не прават лимфотоксин, не им се развиваат правилно лимфоидните органи. Нареден на листата е интерлеукин 17. И ова не е еден цитокин, него е фамилија на 6 структурно поврзани цитокини. Односно имаме интерлеукин 17 кој оди од А, така до интерлеукин 17 F, значи интерлеукин 17 А, Б, С, Д, Е, Ф, и се тие се структурно хомологни, така значи релативно слични. Посредуваат во алергии, така значи одредени видови на хиперсензитивност и може исто така да помогнат против бактериски инфекции. Инаку различни видови на интерлеукин 17 се продуцирани од различни подкласи на Т клетки, така што некои се продуцирани од ТХ1, така некои од ТХ2 и така натаму. Во ред. Имаат хематопоетски функција да стимулираат создавање на хематопоетски цитокини, кои ги разгледаме во наредното видео. Значи, овие интерлеукин 17 од А до Ф може да влијаат на други клетки и тие други клетки ја создаваат хематопоетски цитокини. Исто така може да влијаат врз создавање на хемокини и некои други интерлеукини. Што е главното за интерлеукин 17? Нареден е интерлеукин 21, кој е тип 1 цитокин и е продуциран од страна на CD4 Т клетките и действува врз Б, Т и НК клетките. Се поврзува со тип 1 цитокински рецептор и сигнализира преку јанусна киназа 1 и 2 и стат 1 и 3. Сега да видиме која е функцијата. Стимулира пролиферација и измени на ефекторните функции кај CD8 Т клетките. Значи кај CD8 Т клетките стимулира пролиферација и измена на ефекторни функции, врз Б клетките влијае на тој начин што предизвикува клас switching, изголемува создавање на имуноглобулини, продукција на имуноглобулини, а врз НК клетките помага за диференцијација, односно за добивање на НК клетки и врши измена на нивната ефекторна функција. Вред, или ја зголемува, или ја намалува и така натаму. Значи тоа е главната функција на интерлеукин 21. Сега, овдека имаме два цитокини кои имаат прилично сложени имиња и ние ги користиме само нивните кратенки. Во ред. Значи овие се цитокини кои се налик ТНФ цитокини и првиот БАФ може да се создаде мембрански врзан, така или пак во секретирана форма, додека април, баш погодно за месецов април, може да биде само во секретирана форма. БАФ се создава од страна на неутрофили, моноцити, макрофаги, дендринични клетки, фоликуларни дендринични клетки, различни популации на Т клетки, главно активираните клетки, додека април се создава од моноцити, макрофаги, значи моноцитите всушност беа они се на некој начин макрофаги, односно макрофагите се моноцити кои се од ткива. Но окей, дендринични клетки, активираните клетки и слично. Сега, интересно е дека овие
цитокини се поврзуваат со различни рецептори. И овие рецептори имаат големи имиња кои сега ќе ги објасниме. Првиот од тие рецептори е TACI, што всушност стои за трансмембрански активатор и CAML интерактор. Океј, значи прилично сложено име. И ако се поврзат овие цитокини со тој рецептор, стимулира клас switching во имуноглобулин А и имуноглобулин Г. Ако се поврзе со BCMA, што стои за B-cell maturation antigen, значи беклеточен созревачки антиген, во тој случај имаме преживување, односно стимулира преживување на плазма клетките во коскената срцевина. И имаме еден рецептор со кој може да се поврзе само BAF, кој се нарекува BAF рецептор. И ако се поврзе со него, тоа стимулира преживување на зрели фоликуларни Б клетки. Исто така помага при диференцијацијата на marginal zone Б клетки. Значи, ова учествува всушност во лимфните садови, во фоликуларните центри, каде што имавме афинитетно зрење и други процеси, односно Дарвиновиот микрокосмос. Така, во тој дел. Повторно напоменам дека има многу повеќе да се каже за овие цитокини, но тоа е нешто главно само онака што спомнав во кратки црти. И тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.